Празни улици, продавници, амбуланти, испустени штали, плевни, македонски куќи правени по старо со камен и кал. Ваква е сликата во селото Црвулево во општината Карбинци. Само 12 старци ќе се најдат околу огништето во неколку куќи, кои се бројат на рака, остарени со полни умови сеќавања. А некогаш овде убав и чесен живот. Можеби немало раскош, ама имало слога и народ кој работел многу и со пот го заработувал секој еден грош. Имаш, јас сум тука роден, тука имаше куќичка, јас бутнаја стара куќа, јас сум тука роден у таа шталата. Убаво ли беше едно време? Убаво беше. Имаше другарство, имаше народ, имаше се. Дружба имаше, тука имаше школа, а тука учеше у Арголица. Меѓу Арголица и Црвулево што е. 12 души, колку се. И тоа старци што станаа. Дека се младите по странство? Младите нема, по градо избегаа. Кој по градо, кој по странство. Млади нема. Едно време имало у Трвуло 50 деца се родило на година. А сега нема едно дете за лек. Па имаве. Горе има двојца човеци и оде има двојца и еден има одеа до... Те подиграјќа доле, еден има годар. Тук имаше дедо умре tego 6 месец почнаа од свиње ќе чува. Колку сега има жители горе долу? 12 души, ама оштипа кога дојдат. Убаво ли беше? Па тука имаше народ тука. Убаво беше. Имаше народ, имаше и деца млади кадарат, сега нема, брате, нема. Тога беше, се убаво беше тога има. Ја уште тога и жени се, пред време се и жени, моите жена е од Србија, тамо Бусили Градско. И тога е доме, како така и први куќичка. И од тога навамо речи го, народот избега. Па највеќе од 2000 години како истепа тој тучинот. Имаше водичка, имаше народ повечко, имаше, а са останаа неколку старци и ништа не би. Гору Кузлија дојдомо, па од Кузлија се иселима, божем тоа за поарно, оно поло се испа. Арно беше водичка и идеш. Жетвата овде била секојдневие, со срб во рака и стомна студена вода, денот врвел како песна. Работеле за да си купат руво и нови чевли за пазар и празник. Имаше, ама ја тега моја постара сестра, она пееше, а ја, па вика, ајде запеете бре, а ние се срамимо не. Бре, суртуци, вика, одете запеете малку и толку. Како се жнееше едно време? Со срп. Јас сам жњала за една шарпа таква и едни опинци, цел да сам жњала, јаденици ти дајав тамо, еден срп денеска ќе заработиш и една шарпа. Јутре па друг ден ќе жнееш, па опинци, па нешто да си купиш за облекло. Одите ли аргати? Одиш, јас сам оди. Тамо у мојот крај сам газила снег, па не сам измрзнала са, излезем овдева, ладно ми, рацете ми измриза. Инаку ова село се наоѓа речиси во средишниот дел на територија на општина Карбинци, од левата страна на реката Брегалница. Селото е рамничарско, на надморска височина од 390 метри. Селото се наоѓа во долината на реката Брегалница, оддалечено 15 километри североисточно од градот Штип.